ВМРО ДПМНЕ ветуваше модернизација на училиштата, нова опрема, дигитални платформи и подобрени услови во училиштата. Наместо тоа, училиштата и учениците денес се соочуваат со полоши услови за настава, настопирани или пренаменети проекти кои што во суштина не водат и не навраќаат назад кон 90-тите години. Една година владење на ВМРО ДПМНЕ, образовниот систем не бележи никаков развој, напротив, тој се соочува со една нефункционалност и со назадување. Од самиот почеток видовме носење на законски решенија без суштински диалог. Закони се носеа без јавна расправа, без консултација со стручната јавност, па дури и без амандманска расправа во Собраниската комисија за образование, наука и спорт. Со ваквото владење го гледаме она старо сценарио, дискриминација на наставници, особено на педагозите. Кариерниот развој на наставниците е ставен во мирување. Наместо мотивација добивме закани за технолошки вишок. Ова е чист политички клиентелизам. ВМРО ДПМНЕ во својата предизборна кампања ветуваше достоинствени плати и вреднување на трудот, но што добија наставниците во реалноста? Наместо најавеното покачување од 12%, тие добија 5%, наставниците практично беа лишени од една целосна плата годишно.